Да, во моментов уклучивме снимање. Најчести грешки кај овој лик. Значи, при спуштање право нема паралелна положба на скиите. Што значи тоа? Сте го наместиле клиентот, му викате пушти се право, тој отпусти страв, ги отворил скиите во некоја клинеста или во плужна положба, и он турка со стапчињата, меѓутоа не можат скиите да одат напред. Затоа што он веќе по дефолт е наместен во позиција за запирање. Значи, мора првен да ги намести скиите во паралелна позиција за да може да тргнат. Затоа и ликот го викаме спуштање право, лизгање во клин, запирање во плуг. Понатаму, лизгање во клин, а скиите се во премногу плужна позиција. Значи, он наместо да лизга, ги прави во плуг и нема лизгање во клин, него едноставно застанува, директно застанува. А идејата и целта на ликот е, значи, да го почувствува малку тоа лизгање, да се тргне стравот, да го победи, да го совлада стравот, да ги почувствува скиите, да види дека е телото напред, да ги види колената дека се напред, рацете дека се напред. Пристопирање со плуг, неправилна позиција на телото, премногу нанапред. Значи, велиме дека телото е благо навалено напред, дека погледот е напред, а он турка со главата дополнително напред. Понатаму имаме премногу или премалку расширени скии. Или многу ги шири па застануваат, или премалку ги шири па не може да застане. Понатаму, тежиштето на телото е напред. Сега пред малку говорев за ова. Значи, не притиска напред на вровите на скиите со колената, туку е седнат позади. Тоа што стално го збориме, таа е онаа позната класична скијачка грешка, кој ќе видите некој да скија, а седи позади. И тоа си да го приметуваме на скијање, веднаш се гледа, седи позади, ќе научи така лошо и после тоа е многу тешко да го вратите повторно напред. Понатаму поглед надолу, значи не гледа што има пред него, него гледа во вровите на скиите. Рацете се блиску до телото. Значи, внимавајте, ова е многу битна работа. Јас поготово многу инсистирам на раце. Зошто? Кој ќе заврши предавање, пробајте сами. Значи, кој ќе ги спружите рацете пред вас, тоа го тера телото да биде нанапред. Штом ти ги спуштите рацете покрај тело, самото тело се враќа назад. Значи, држењето раце напред, телото го турка да биде нанапред, да биде во таа предна позиција. Споени колена. Значи, не можете да направите плуг ако колената ви се споени. Значи, ако вие ги притискате колената допред едно до друго, тогаш не е возможно да направите плужна позиција. Значи, мора да ги расширите колената, да ги притиснете навнатре и нанапред, и тогаш ќе направите плуг. Ако колената ги споите, тогаш не може да ги расширите скиите, ќе ги расширите малку, меѓутоа тоа не е доволно за да ја направите оваа позиција која што е барана. И неправилна позиција на стапчињата, врововите не се позади скијачот, зашто и ова го инсистирам уште од сега. Значи, да навикне дека стапчињата треба да бидат покрај него, за да не се случи мафтање лево-десно, па како скија да ги собира скијачите до него, или да повреди некој така натаму и така натаму. Значи, сето ова се работи кои што се заучуваат сега на почеток. Треба да се наметне навик уште од сега. Вежби за корекција. Имаме работа во место без скии, значи ги имитираме сите движења во место без скии. Паралелно скиите, ајде малку отвори сега кондурите да пробаш на снег, ајде сега повеќе отвори ги со расширени колења, колената напред, притисни навнатре. Уште еднаш, 3, 4, 5 пати да почувствува без скии, па после тоа да проба со скии. Понатаму, исто така, значи, да се проба во место, да се направи од паралелна позиција, да направи клинеста позиција, па да направи плужна позиција. Може со пристапување од една во друга трага, може со благо подскокнување, но како и да е, значи да проба во место без скијање, да види малку, да ги осети движењата како се.
Значи, морате да имате во предвид дека кога ќе почнете да работите со некој скијач, почетник, тој од чевла, ако е детенце, не знам, 30-ка, 32-ка, 34-ка или возрастен човек од 40-ка до 45-ка, тој на една става чела која што е метри 20, 30, 60, 70, 80. Значи, практично, он на некој начин научува да оди, или почнува да учи да оди, да продува од ново. Сите движења му се проблематични. Значи, затоа ќе имаме, кои ќе отидеме на терен, практично ќе поработиме неколку вежби, како да го навикнеме на нов момент сега, на ова ново, нормално се тоа така, нели, е модерно да се каже. Понатаму насоченост на погледот кон одредена точка. Значи, и ова е исто честа грешка, кој ќе почнете да работите со клиент, тој упорно гледа доле во ските, дали му се во плук или не му се во плук, не гледа напред, не гледа што се случува пред него и тоа ќе остане една лоша навика. Понатаму преминување од паралелна во клинеста положба и обратно. Значи, во лизгање, почнува со паралелни ски, напред клин, врати паралелно, напред клин, врати паралелно, напред клин, врати паралелно и на крај отвори и застане во плук, да речем. Еве ово што го кажавме, поставување ските во плужна положба во место, понатаму преместување на тежиштето на телото напред и назад. Ова е исто така многу битна работа, на некоја многу блага падина, да лизга право во паралелна положба и да проба со телото напред, значи да ги допре колената напред на чевлите, предниот дел на подколеницата да го допре на чевлите, па да проба назад. Напред, назад. Значи да почувствува сам што значи напред, што значи назад. И допирање на колената со дланките. Значи, нема стапчиња, тоа, може некој ќе ме праша, меѓутоа да обновно да го расчистиме. Значи, кој ќе почнете да ги работите овие вежби и овие ликови, најубаво е да ги работите без стапчиња. Стапчето ни треба за презентација на ликот за нас како маес и вас како инструктори пред нас како комисија да го оцениме. Меѓутоа, кога работите со клиенти, на почетокот стапчињата се одвишак. Значи, повеќе ќе го збунат, отколку што ќе му помогнат на вашиот клиент. Значи, многу едноставно. Рацете се во предрачење, значи пред вас, започнува со паралелни ски, мујката направи клин, лизга во клин и кој ќе направиш плук, допре ги со двете раце колената напред. Со тоа што ќе ги допре колената напред, вие веќе сте го натерале да биде во предна позиција. Значи, со помош на дланките или со помош на една вакво мало движење, вие го натерате да му возможувате да свати дека позицијата на телото треба да биде напред. Океј, како ќе одиме со ликовите? Ако нешто имате во моментот прашање, слободно уклучете се, прашате, ќе застанеме тука, ќе објасниме, па ќе продолжиме понатаму. Одиме на следниот лик. Следниот лик ни е поврзани клинести свиоци. Овде, она што заборев да го кажам кај претходниот лик, да речеме каде го изведуваме. Го изведуваме, рековме, на многу блага падина. Да речеме на Шапка, гледам дека колегите што веќе работат таму, што има ски школи, го работат или онаму кај жолтиот, кај шестоседот, тука има една убава долинка така затворена, или доле на онаа патеката на патот што оди кај билетарата, доле на кај скилифтовите, овие тетекси двоседот. Значи, тоа се баш убави благи падини каде што може овој лик да се работи без проблем. Одиме на вториот лик, поврзани клинести свиоци. Овдека веќе велиме дека скијачот ја совладал првата техника, односно првиот лик, веќе може да запира, има сигурност во него и одиме кон следниот лик. Значи, започнуваме да го учиме да врти лево и десно. Избор на терен,
Значи и истиот терен може да го користиме во буквална смисла, добро препариран, широк, умерено стрмен или благ, буквално истиот терен како што го користиме и за претходниот лик. Повторно ќе говорим за фази на изведба, најчести грешки и вежби за корекција. Како го изведуваме ликот? Значи, покрај тоа што ќе го објаснуваме ликот сега за вас, кој што ќе треба да полагате, значи, се обидуваме, нели, да кажеме избор 2 за тоа што вие би го правеле, како вие најдобро да го презентирате или да работите со вашите клиенти. Како се изведува целиот лик? Значи, ликот се изведува во клинеста положба. Тоа значи дека на почеток застанувате во клинеста положба, ги турнувате скиите благо и до моментот на застанување доле, значи за цел време скиите ви се во клинеста положба. Еве го ликот. Значи, еве ја позицијата клинеста наместена, рацете се повторно напред испружени, погледот е право, телото е исправено горе, колената напред, има мало турнување со ските за да трне и трга. Значи, он врти сега во лево. Има лев свијок. Па велиме, од висок скијачки став се оди кон низок и со потиснување на колената напред и навнатре се прави постепено оптоварување на дворешната скија. Значи, велиме висок скијачки став, овдека викаме во самиот свијок и оптоварува на дворешната скија. Гледате овдека е болдирано. Значи, во вечерашната презентација ќе говориме и малку за одредени термини кои што треба да ги користиме при обука на скијачите. Значи, ќе говориме за надворешна внатрешна скија, за горна долна, кои што ќе треба да ги користиме и кои што ни се битни. Зошто ни се битни? Ако работите со група на клиенти дечиња, што и да се 4-5 дечиња, како и да е, ако викате притисни со левата, притисни со десната, вие сте во лев спијок, а четвртото, петото дете во десен спијок, затоа што се движат во некоја змија позади вас, вие вртите, нели, да речеме, со десната скија, со десната нога, а тој треба да врти со левата нога. Значи, тој има да заврти во десен спијок, вие треба во лев спијок. И сега, ако вие викате со десна, за него е лева. Значи, има забуна. Затоа велиме на дворешна скија, внатрешна скија, горна скија, долна скија, горна рака, долна рака, горно колено, долно колено, горно рамо, долно рамо и така натаму. Значи, тие термини ги користиме во скијањето. Рековме, телото е благо се спушта надоле, коленото, надворешното колено во случајов левото колено притиска напред и внадвор, на надворешната скија. Гледате надворешната скија овдека се поставува на внатрешниот рабник и започнува да го врти, започнува да практично да го врши свиокот. Во самиот свиок има дополнителен притисок напред и внатре, телото е дополнително спуштено благо надоле и комплетно влегува во свиок. Ево, дека ја гледате, скијата комплетно е на внатрешен рабник. Има уште еден термин, може би ќе го сретнеме покасно, а мајде сега не да го објасниме. Тоа е падна линија. Што е падна линија? Јас вака наједноставно ја објаснувам. Оној момент кога ќе ги наместите скиите, вровите на скиите да ви гледаат право надоле. Значи, тоа е падна линија. Вие сте на падна линија. Ако ви гледат вровите на скиите надоле и се поместите за, не знам, за пола метро во лево или во десно и повторно ви гледат надоле, вие сте на нова падна линија. Значи, оној момент кога скиите, кога телото ви гледа надоле, вие сте на падна линија. И тоа е таа падна линија која што велиме. Значи, во еден момент кога го правите свиокот, вие се наоѓате за еден дел од секундата на таа падна линија. И наша задача е да ги научиме нашите клиенти да можат безбедно да поминат преку таа падна линија. Значи, да го направат свиокот. Штом го правите свиокот, значи вие за еден дел од секундата поминувате преку падната линија, влегувате на неја и за краток период одма излегувате од неја.
Колку повеќе се задржите на неа, толку повеќе добивате на брзина или клиентот добива на брзина и тогаш имаме проблем. Значи, всушност, нашата задача е да се обидеме оваа борба во наводници со таа падна линија да можеме да ја добиеме, односно да можеме колку што можеме побрзо да ја поминеме таа падна линија за да нема забрзување и еден куп грешки после тоа што се случуваат. Како ни изгледа ликот? Грешка. Значи, штом ќе го завршиме свиокот, еве сме го завршиле свиокот, веднаш се подготвуваме за следен свиок. Значи, рацете се напред, имам исправување на телото, рековме дека цело време ни се скиите во клинеста позиција. Штом сме на падна линија, значи во моментот на падна линија, притискаме се телото надоле, коленото е внатре и напред, еве надворешната скија, сега ни е десната скија надворешна, еве ни е надворешната скија на внатрешен раб, веќе сме почнале да вртиме и штом сме завртеле, дополнително притискаме надоле и навнатре и излегуваме од свиок. Ајде тоа низ видео. Видео. Ми се изгуби видеото. Само момент. Одиме лик број 2. Значи, рековме поврзани клинести свиоци. Еве ја позицијата, раце напред, ските се поставени во клин, телото исправено и на овој начин го започнуваме ликот. Ето го притисокот доле, ајде се исправа горе, оп, он е сега во моментов на падна линија. И гледате, што ме на падна линија, благо почна телото му се спушта надоле, еве го надворешното колено притиска нанапред и полека навнатре. Во тој момент надворешната скија удира на внатрешниот рабник и го започнува свиокот. И на тој начин влегува во свиок. Оп, видите, за момент, штом влезе во свиок, дополнително направи притисок, коленото отиде уште напред, уште малку напред и внатре, надворешната скија дополнително на рабник и го заврши свиокот. И излегување од свиок. Повторно телото горе, се спрема за следен свиок, притиска напред, горе, доле, горе, оп, го влез во свиокот. Горе, уште еднаш доле и го завршува свиокот со плук. Ајде уште еднаш. Горе, доле, горе, доле, горе, доле во свиок, уште еднаш горе, влегува во свиок, спушта горе, доле. Гледате, рацете се цело време напред, телото е малтене во иста позиција, само има благи осцилации нагоре-надоле, скиите се за цело време во иста положба, овдека ги отвора во плук за застанување. Најчести грешки. Слабо поставување на рабниците. Значи, нема доволен притисок напред и коленото внатре и тогаш не може да заврти.
Понатаму недоволно оптеретување на дворешната скија. Значи, точно тоа се што го зборевме. Имаме ротација со рамењата. Значи, рамењата не ја следат, не го следат движењето на скиите, туку се ротираат лево-десно. Понатаму имаме недоволно изразено движење од висока во ниска положба. Значи, штом немате движење од висока во ниска положба на телото, тогаш немате добар и квалитетен притисок на скијата и вртењето или свиокот е потежок за извадба. Понатаму, останување на телото во задна положба. Значи, говоревме пред малку за тоа и спуштање рацете долу. Кажавме, штом ти ги спушти рацете долу, тогаш оди телото назад. Значи, како што кажав, ликов го презентираме од една страна за вас да можете да го сработите и да го полагате пред комисија, но од друга страна да можете да работите со вашите клиенти. Значи, како да работите со вашите клиенти, да има добар и коректен напредок. Вежби за корекција. Имитација на движењето во место. Потиснување на дворешна скија со помош на обете раце врз надворешното колено. Значи, рековме, без тапчиња работиме, двете раце на дворешно колено и тогаш телото е напред, коленото е напред и имаме свиок. Потиснување на дворешниот колк со помош на стапчиња поставени позади задникот. Значи, притискате на колкот, штом ќе притиснете, коленото по дефолт влегува внатрешно и имаме притисок на дворешна скија. Изведа со рацете во одрачување. Значи, рацете се на страна и го работиме истото тоа и вежба авионче, тоа е една многу убава вежба за дечиња. Значи, рацете се во одрачување и со едната рака, со надворешната рака го допирате на надворешното колено и тогаш самото тело прави притисок на надворешната скија. Значи, коленото оди навнатре, се прави притисок на надворешната скија и се прави свиокот. Те исправа горе повторно во авионче, па за редно свиок повторно да допира другото колено. Ти ги направиме сите овие вежби, ти ги направиме кои ќе излеземе практично на терен. И ќе ви биде многу појасно. Одиме лик број 3, поврзани клинести лакови преку косо спуштање. Значи, разликата меѓу претходниот лик и овој лик е многу едноставна или многу мала. Значи, што е разликата? Теренот е горе-доле ист, овдека можеме уште на малку постремен терен, веќе знаеме дека клиентите можат да вртат, можат да запират, веќе се постабилни. Ако ово што го работеле, не знам, доле во дупката на шапка или не знам, таму веќе можете да се качите на на аеродром, па да го работите на аеродром, или не знам, на Маврово, ако годинава не го отворат, не знаеме, тоа ќе видиме како ќе биде. Значи, веќе можете на жолтиот да се качете горе, па полека, поскивив да го работите ова. За Пелистер, пошто гледам дека има колеги од Битол уклучени, Нижеполе прекрасна рамнина, прекрасна падина за работа за овие ликови, значи како измислена. Не знам дали имаат кавадарци, не сум бил таму на Михайлово. Се надам дека оваа година ќе најдеме време малку да отидеме и таму. Мислам дека таа падина колку што гледав е сосем окей. Повторно ќе збориме за фазен извода, најчести грешки, вежби за корекција. Значи, за разлика од претходниот лик, во овој лик овдека ликот го започнуваме со паралелни скии. Значи, кажав, разликата помеѓу овој лик и претходниот, поврзани клинести свиоци преку косо спуштање, и претходниот лик, овој поврзани клинести лакови преку косо спуштање и поврзани клинести свиоци, значи разликата е само во тоа што во делот помеѓу двата свиока, скиите ги поставуваме во паралелна положба. Значи, лизгаме меѓу двата свиока со паралелни скии, а свиокот го правиме со клинеста положба. Тоа значи, тргаме со паралелни скии, ставот е тој кој што го говориме цело време, да не го повторуваме, лизгаме со паралелни скии, пред свиок ги шириме опашките, значи ги поставуваме скиите во клинеста положба и започнуваме да го правиме свиокот исто како во претходниот лик. Значи, почнуваме благо да вртиме во свиокот,
Штом ќе дојдеме на падна линија, телото го спуштаме доле, колено напред и надатре и влегуваме во свиок. Штом ќе поминеме падната линија, дополнително притисок надоле и внатре и на тој начин го завршуваме свиокот. Штом ќе го завршиме свиокот, излегуваме, се вдигаме горе и повторно скиите ги поставуваме во паралелна положба. Лизгаме со паралелни скии до следниот свиок, повторно пред свиок отвараме клин и ја повторуваме целата постапка. Само да го презентираме тоа низ видео. Они го викаат клинести луки, ние го викаме ги паралелни скии, започнува клин, прави притисок, излегува, се исправа, ги враќа скиите во гледате, пред како што влегува во свиок, така ја прави таа клинеста позиција, останува со телото високо горе во висока позиција, влегува во свиок, во моментов поминува преку падна линија, значи во моментот тоа го прави и благо почнува да го витка телото доле, доле. Горе се исправа, клинеста позиција, доаѓа на падна линија и притиска доле. Пак горе паралелни скии, отвара клин, на падна линија, притиска доле, и го завршува свиокот со плук, нормално. Кои не се најчести грешки? Значи, повторно, скиите не се во паралелна положба, скиите не се во клинеста положба при преминување на падна линија. Значи, не е паралелна, туку е клинеста. Недоволно потиснати колена, преголема брзина. Што има преголема брзина, тогаш идејата е он како да преживее, не како да го направи тоа вие што му барате од него, туку тоа е борба за живот. Има страв, брзина и после тоа веќе нема скиење. Премало оптеретување на надворешната скија, влегува на внатрешниот клок во свиокот, значи наместо да има притисок на надворешна скија, на надворешна колено, он со тоа што влегува на надворешниот клок, притисокот го прави на внатрешната скија и повторно не може да заврти, спуштање на внатрешно рамо во свиок и ненагласено движење горе-доле. Вежби за корекција, поставување и попуштање на равниците за време на бочно лизгање. Значи се лизга, наравник, право, наравник, право, наравник, право. Потиснување на надворешната скија со помош на обете раце, како во претходниот лек, потиснување на надворешниот клок со помош на рацете или со стапчињата поставени на задникот. И дојдовме до четвртиот лик, односно основни свиоци без употреба на стапче. Повторно имаме истиот терен како на претходниот лик. Значи не мора да брзаме со стрмни падини, значи одиме на истиот терен како на претходниот лик и внимавајте, практично ова е ликот кој што барем во до сегашната наша пракса и дава малку главулка дури на вас, инструкторите, да го изведете коректно и правилно. Значи имаше доста колеги кои што се бореа со овој лик. Меѓутоа е многу битен. Зошто е битен? Затоа што практично во овој лик, односно преку овој лик, започнуваме да ги тераме, да ги учиме клиентите како со паралелни скии да го совладаат свиокот. Или како со паралелни скии да совладаат падната линија. Значи, како го изведуваме ликот, скиите се поставени во паралелна позиција, во паралелна положба и на тој начин тргаме во косо спуштање, лизгаме право, пред свиок. Позицијата на телото е напред и благо спуштено доле, пред свиок. Се исправаме горе, штом се исправаме горе, скиите ги поставуваме во клин. Значи, внимавајте во клин. И со клинеста положба на скиите,
влегуваме во свиокот. И сега, оној момент, кога скиите ќе ни дојдат на падна линија, значи кога врвовите на скиите ќе гледаат надоле. Значи во тој момент ја доближуваме внатрешната скија кон надворешната. Во случајов десната кон левата скија. Значи ја доближуваме, ја ставаме во паралелна положба и со паралелни скии излегуваме од падната линија. Значи ја доближуваме, имаме притисок на телото доле, двете колена се навнатре и на тој начин излегуваме од падна линија. Штом ти излеземе од падна линија, дополнително притискаме надоле, гледате кај мој телото спуштено доле и го завршуваме свиокот. Штом ти излеземе од свиок, мислам дека нема добро. Штом ти излеземе од свиок, повторно е телото горе и се спремаме за следно вртење. Ајде да видиме како тоа изгледа на видео. Само да појасниме, значи видео што ги гледаме со Словенската школа на скиење и всушност ова што ние го работиме кај нас, она што го имаме ние присвоено е од таа словенска школа со некои наши мали адаптации кои што ги работиме на терен. Значи лик број 4. Гледате, започнува со паралелни скии, ставот е оној кој што го збориме цело време, започнува пред, се исправа горе, значи овде му се скиите во клинеста позиција, видовте на падна линија ги доближи, ги стави во паралелна положба, направи притисок и излегува. Повторно идеме овгоре, доле. Горе клин, на падна линија доближува скија, спушта доле. Уште еднаш се исправа горе, на падна линија доближува, спушта доле. Ајде уште еднаш. Деки, извини, ова видео многу кочи кај мене, исто е? Кај вас, тоа е? Дали кочи кај другите? Кај мене е добро. И кај мене е добро. И кај мене е добро. Супер. Само после видео едно прашање сакам. Добро. Сега. Ај, само што го изгледам уште еднаш, па ќе поставиш прашање, не е проблем. Ево уште еднаш видеото. Значи, спушта доле, се исправа горе, гледате скиите се во клинеста позиција и се спрема за завој. Влегува во завој, во спиок, гледате, штом се скиите на падна линија, ја доближува внатрешната кон надворешната, колената се напред и навнатре и почнува да се спуста со телото. И излегува од падна линија, доле. Готово. Ајде горе, во клин, спушта доле. Горе, клин, спушта доле. Повели прашање. Добро, сега ми стана јасно дека преска рековте надворешната скија влегува, тоест во внатрешната, ама внатрешната треба да се спои со надворешната. Тоа не ми беше малце јасно. Добро, ако сум направил грешка, лапсус, се извинувам, меѓутоа мислам дека после видео е јасно. Јасно е. Добро, супер. Океј, се враќаме на презентацијата, само уште кратко да видиме што имаме кога начесте грешки. Скиите не се во паралелна положба при преминување на падната линија. Понатаму има недоволно потиснати колена, брзината е преголема, премало оптеретување на дворешна скија, влегување, значи генерално се истите грешки како во претходните ликови. Вежби за корекција, повторно имаме поставување и попуштање на рамниците за време на бочно лизгање, значи генерално се истите вежби за сите ликови, односно за овие два лика. Ова се материјали кои што се користени во оваа презентација, значи ова видео кој ќе завршиме со презентацијава вечер, во групите ќе ви го пуштиме ова видео, кој што сега го презентиравме, и ќе можете таму да си го гледате сами, да си правите анализа
за секој лик одделно. Да пробате да визуализирате, многу е битно да визуализирате, значи затвори ги очите, гледај го видео, затвори очите и замисли се како ти го изведуваш ликот. Значи во фаза полека се спустам, се кревам, ги ширам скиите, ги собирам рацете кај ми се телото што прави, колената што прават напред се, назад се, внатре, надвор, значи пробајте сами да се визуализирате прво во вашиот ум, во мозокот, и тоа многу помага во правилно и коректно совладување на ликот. Значи, овде завршуваме со првите 4 лика. Дали имаме некое прашање од ова што до сега го кажав? Ако никој не се јави, да не кажувате не, значи сметам дека немаме прашања. Дали пред да преминеме на редните 3 лика, значи пред да се вклучи Никола, дали е професорот Вуксановиќ вклучен, дали не слуша? Добро вечер, да, слушам. Дали јас влегувам сега или Никола? Не знам како ќе се договориме. Значи може Никола заврши, па ти на крај, или сега ти да го кажеш на што треба да кажеш, па Никола. Можда деки фала ти на збор. Поздрав до сите. Може би не е лошо ако е Никола спремен на крај да оставиме некои прашања генерални ако имаат луѓето. Така да инаку јас сум тука следен, да. Добро, супер. Фала, Коки, дали се слушаме, дали си тука? Јас сум тука. Океј. Спремен сум. Ајде, повели, пробај. Значи, Дали се слушаме, дали ме слушате? Да, те слушаме, супер. Да. Добро, само да ја ставам презентацијава. Така е, значи, после мене ќе говори Никола Панчевски, ќе се представам, само јас да не го представувам. Со него веќе неколку години го работиме и теоретскиот дел и практичниот дел на терен. Ќе кажа збор-два за самиот за себе и повелете да слушате го, значи има што да слушнете од него. Добро вечер на сите. Би сакал да ве поздравам и да ви посакам успешна скијачка сезона на оние кои веќе работат како ски инструктори, на сите вас кои имате желба и амбиција да постанете ски инструктори. Скијањето е еден од најубавите спортови, кој е една дрога за сите нас, без кој ние не можеме. Јас се бавам со скијање од својата 6-та година, работам долги години како инструктор скијање, работев и како тренер скијање. Работам на Кополник, доколку некој нешто го интересира на Кополник може да ми сконтактира после предавањето. Јас ке зборувам за ликовите кои се веќе од напредна школа скијање. Паралелни свиоци, основни паралелни свиоци, широк ходник и тесен ходник. Кај основни паралелни свиоци, исто како и кај сите претходни ликови што зборуваше Деки, битно е значи изборот на терен. Значи вие како инструктори скијање сегашни дни имате битна улога да препознаете каков клиент. Значи ќе имате разни клиенти, ќе имате клиенти кои се почетници, кои имаат некакво скијачко знаење, напредно, добро, средно и така натака. Битна работа е да имате око и да препознаете на кое ниво е вашиот клиент и какви вежби да му дадете за да го подобрите неговото скијачко знаење. Основен паралелен свиок со убот на штап е, како што кажав, еден од првите ликови во напредна школа скијање, каде скиите се цело време во паралелен однос, имаме истовремено работа на убот на стап или на штап. Значи ширина на ходникот е 6 до 8 метра, теренот е добро препариран, широк, умерено стрмен, значи некаде како галички лифт. Значи тргнуваме од основен скијачки став во средна позиција. Скиите се цело време во паралелен однос. Одиме косо низ падината. Растеретувањето, значи секогаш е према напред и горе, значи се опружуваме со телото према напред и горе во правец преку врвовите на скиите. Ке се вратам пак назад после на видеото, чисто само сега да го упознам со кој лик се работи.
ритам, односно свиткување и исправање. Свиткувањето трае повеќе од исправањето. Тоа значи дека кога одиме надоле, значи со колената кога одиме надоле, тој момент трае подолго неголи кога одиме нагоре. Сега, исправањето го правиме со тоа што кога сме во најниска позиција со колената према доле, имаме додир на стапчето до врвовите на скиите. Значи, многу битна работа што треба да ми објаснувате на клиентите кога ќе дојдете во ситуација да ги учите да работат убот на стап, е дека тој стап не треба да се боде со некаква јачина во снегот, него чисто треба да се додирне поред врвовите на скиите. Тоа треба да ни даде информација дека треба да дојде до промена на тежиштето или до промена на од долна скија на наредна долна скија која треба да води во завод. Мислам дека сите знаете која е долна скија, која е горна скија. Тие работи подетално ќе ги објасниме кога ќе имаме обука на снег и ќе ви стане се многу појасно од ова што го зборуваме сега. Доколку на некој сега ова што го зборуваме не му е баш јасно. Значи, еве, првата слика, значи, постепено се спрема за свиткување на колената према доле. Втората слика ви притисокот, гледате како е на долната скија. Скијата отклизнува. Припрема со раката во најнизок став зубот на штап, увод на штап, постепено исправување према горе, завршување и почнување на нов завој. Сега ќе го пуштам видеото, па ќе се навратам пак на истиот лик. Кога треба асистенција, кажи. Да, живо. Само секунда. Значи, евак. Малку споро оди кај мене, не знам зашто. Не знам што е споро. Океј, ај, Еве, мора да причекам. Значи, она што ви го зборував, значи, ритам. ама не Значи, те гледате гледаме како- ние. Не те гледаме ние. Не го гледате видеото? Не. Чекај малце да видам ја да пробам да не го шерува видео. Чекај малце, сега ќе го шерувам. Еве го. Моја грешка. Не сум стиснал шер. Сега дали го гледате? Сега да. Добро, супер. Да. Еве го. Ајде да го изгледаме, па после ќе зборим. Значи, како и кај сите ликови, основен скијачки став, почнуваме со тоа што скиите не се вашири на колкови, телото е према напред, рацете се напред. Значи, од средна прелазна позиција, одиме коси смук, што треба скиите да добијат одредена брзина. Значи, постепено има свиткување на колената, тежината е нормална на долната скија. Свиткување на колената и работа, пратете како има работа со раката и додир на штапот поред врвовите на скиите. Или стапот поред врвовите на скиите. Јас извинувам малце штап, кажувам. Доле ритам, има ритам, горе, доле.
Значи, скиите се во иста позиција. Значи, нема скиите, значи битно е кај овој лик да ги покажете, значи скиите да бидат двете да заедно, но тежиштето е на долната скија и се работи овој лик со отклизување на скијата. Треба да се прилагоди брзината, значи да не биде и пребрзо, да не биде и преспоро. Доколку биде преспоро, нема да може да ги завртите скиите. Доколку биде пребрзо, можеби ќе отидете во наредниот лик. Значи, на тоа треба да се внимава. Ќе се вратам уште еднаш на ликот. Сега само да се вратам на презентацијата. Значи, водењето на скиите, како што кажав, се воспоставува на крај на завоја. Сега, дали некој знае да ми каже кои вежби може да се користат за да го поправиме овој лик? Дали некој знае? Здраво, па ја мислам дека кај почетник сите работи се поправаат, поготово во свиок со клин. Добро. Не, зборувам сега за конкретно за овој лик. Кои вежби му ги дал на клиент, доколку некој клиент дојде и треба да му се поправи, например, паралелниот завој. Малку понапреден скијач, да кажеме, средно напреден скијач, кој веќе научил плуг, кој треба да преиде во паралелен завој. Рилот on break. Добро. Значи, Чекајте, и таму, затоа. Ја се извинувам. Значи, вака. Вежби кои може да се користат за да се поправи, за да го научиме овој лик, може да се спуштиме, значи, во плужна позиција, со скиите во плужна позиција, како првиот лик и да пробаме да работиме увод на штап. Значи, треба да се работи доста увод на штап кај овој лик, затоа што треба да го користиме при секој завој. Може штапот да се фати под дршката за горната дршка на штапот, пониско, да се фатат на половина. Треба да се работат вежби со раздвижување на колената, затоа што кај многу луѓе колената се многу статични. Значи да има гибање, многу корисни вежби се вежби на една скија. Значи има многу вежби кои може да помогнат да се помогне овој лик да стане да се изведе подобро, и најбитна работа која на вас највише ќе ви значи е да ја контролирате брзината. Многу од вас кидат или преспоро или пребрзо на овој лик. Значи ќе треба доста да се вежба и синхронизацијата на ритмот на увод на штап истовремено, значи во најниска позиција увод на штап и испружување на телото према напред и горе. Сега ќе преидеме на наредниот лик. Ајде прво да го видиме наредниот лик. Ова е истиот лик, може да го погледнем уште еднаш. Немаш шер видео. Сега ќе шер. Дали се шерна цел видео?
Да, добар си. Ме гледате како работи во ритам, горе-доле, значи, која е во најниска позиција, тогаш има убот на штап, ододирнува брзо исправање према горе и прелаз во нов завој. Не треба исто така, грешка е да се држат скиите претесно. Значи треба малку да се подрашират и да бидат во ширина на колкови. Сега одиме со наредниот лик, значи широк ходник или карвинг завој. Ви го пуштам да го видите, па ќе се вратам, па пак ќе го пуштам. Значи широк ходник или карвинг завој, изборот на терен исто добро препренен, широк, умерено стрм. Ширина на ходникот забележувате дека тука е малку поголема, значи негде колку радиусот на скиите, отприлика сите кои возите скии некаде висина 165, имате радиус 12-13 метри. Фази на изведба, најчести грешки и вежби за корекција. Значи, тргнуваме од основен скијашки став, висока позиција, скиите се во паралелна формација, правец во спуст. Значи, тргнуваме со тоа што се испуштаме скиите право према доле низ падината. Растеретување, начини правец и исправање горе и напред. Сега ќе ви пуштам што е текст. Значи, кај ставот на овој лик, значи, скиите, како што кажаме, се паралелно, но стрнуваме, значи, право, може право низ падина, растеретувањето, опружување на горе, напред и во правец на завојот. Тоа значи дека, како што ви кажав и кај претходниот лик, опружувањето е исто, само што сега се работи за побрз лик и многу побрзо треба и да се промени долната скија, тежиштето и опружувањето да биде побрзо. Водењето на скиите се воспоставува во завршна фаза на завојот, ритам, однос на свиткување, опружување. Свиткувањето трае повеќе од опружување. Значи, кога одиме надоле, се трудиме повеќе да го демонстрираме тоа за да се види работата и буткањето на колената према напред и внатре. Ширина на ходникот, кажавме, 10 до 12 метри. Техника на изведување, паралелен завој широк ходник е полесниот облик на паралелен завој и се изведува со позиција на скиите во ширина на колкови. Како и кај претходниот лик, се трудиме, значи, цело време и кога ќе ги учиме клиентите да ги држат да ја држат таа основна позиција во ширина на колкови. Карактеристично е нагласено свиткување и исправање во оптимален ритам со координиран убот на штап. Но не е погрешно и да има имитација на убот на штап. Значи, само да нема додирнување на снегот со штапот, него чисто да има еден баланс со рацете, движење на рацете према напред. Ширина на ходникот 10-12 метри. Завојот се изведува со скиите на рабник, кант. Значи, тоа е многу битно кај овој лик. Значи, скиите треба да бидат цело време на рабник, префрлувањето треба да биде од рабник на рабник или од кант на кант, нема отклизнување. Значи, скијата не смее да отклизне, а водењето на скијата се воспоставува во завршната фаза. Значи, скиите треба да одат, кога ќе погледнеме позади нас, да имаат еден трак како шин. Теренот, кажавме, добро препариран, широк и умерено стрм. Кој лик битно е, значи, да се пушта скиите, додат малце побрзо. Ово е најбрзиот лик од сите ликови кои до сега
кои до сега се ги слушнавте на предавањето. Значи, слободно треба да ги пуштите скиите побрзо, да имате време да се наместите, да ги притиснете и да го задржите тој широк ходник цело време да бидат скиите на кант. Сега, при методика на учење на овој лик, имаме многу вежби кои можеме да ги работиме. Ова се само дел од вежбите. Значи, во спорус право на рамен терен работиме свиткување и опружување во ритам кој одговара без и со увод штап. Од коси спуст правиме завој кон падината нагоре. Правиме хокеј стоп. Значи, хокеј стоп е буквално се спуштаме право низ падината, добиваме големо образување и пробуваме, значи, со тоа што ќе ги активираме скочните зглобови, скочните зглобови колената да се нагло да се зауставиме во страна. Со тоа што цело време работиме со скочните зглобови со колената. Од спуст право правиме завој кон брек, значи се спуштаме право, постепено, значи ги местиме скиите на рабник, ја притискаме долната скија, скиите се веќе на кант и чекаме тие самите да не завртат додека не застанеме кон брек. Сите овие вежби може ги правиме без и со обод на штап, како и без и со штапови. Значи, сите овие вежби може ги работиме без да користиме штапови. Од основен завој преминуваме паралелен завој со поголем радиус. Тоа значи дека од претходниот, значи од основниот завој, паралелно скија пробуваме, значи, со забрзување да преидеме во карвинг завој. Значи, од вежба со отлизавање да преминеме во наредна вежба скиите само на кант. Можеме да работиме, значи, многу треба се работи со долна скија кај сите ликови и вие кога вежбате за вас, многу треба скија да е на една скија. Така најдобро ќе се наместите и ќе сватите која е долна, која е горна скија. Бидејќи кај вежбите на една скија нема, буквално не можеш ни сам себе да се излажеш. Доколку си правилно поставен и доколку телото е правилно поставено, ќе изведете вежбата како што треба. Доколку не, ќе се случи да цело време горната скија ви паѓа на снег. Значи, што е битно да знаете? Битно е да знаете дека телото е една целина и се мора да биде поставено како што треба. Доколку не биде поставено како што треба, вие ќе го направите завоедно со компензација. Значи, доста ќе искомпензирате, ќе се завртат скиите, но нема да се завртат правилно. Што тоа значи? Тоа значи дека доколку, пример, пробаме да направиме карвинг завој, а позицијата тежиштето ни е позади, значи како што кажуваме ние кога ги учиме нашите клиенти, газот ти е позади, ќе дојде до ротација во клоковите, ќе дојде до прво реповите да влезат во завој, нема да се води скијата од предниот дел и нема да може да се стават скиите на рабник. Значи, вие ќе го направите завојот со отлизување. Тоа нема да биде карвинг завој, туку ќе биде завој со отлизување со задници. Затоа телото цело време го тераме да биде напред. Позицијата, значи, треба да ни биде секогаш на јазикот од кондурите, значи да се притиска на јазикот од кондурите, да има гибање, значи да работат колената, да има брзо префрлување на долна скија, да се свати која е долна, која е горна скија, уште од кога се работи плук. Значи, цело време колковите да бидат во висока позиција. Тоа се некои основни работи кои треба да ги знаеме и да ги предадеме на клиентот. Значи, мора да му објасните да ги свати оно сите овие работи. Кога некој го учите, мора да свати што е долна скија, што е горна скија. Да му покажете како правилно треба, значи, да стои на скиите, како е правилната позиција. Исто погледот е многу битен да знаете. Погледот е многу битен затоа што доколку ги гледате скиите, ќе ви се поремети цело движење. Сега ќе го пуштам ликот уште еднаш. Сега ќе бе. Значи, гледате, он е веќе тука на долна скија, телото му е напред, значи има активација на скочните зглобови во завој, значи секогаш завојот почнува со тоа што
ние ги држиме скиите, значи во ширина на колкови, позицијата на телото ни напред, рацете ни се напред како една продолжена буква О. Значи, при добивање на брзина, значи ги ставаме скиите на рабник, прво ги ставаме значи од стапалата, прво работа од стапалата, ги местиме на рабник, ги активираме скочните зглобови, притисокот е на долната скија и скијата си го одработува својот радиус, значи почнува да вртат скиите. Кога ќе решиме да промениме значи завојот, значи еве го сега, веќе почнува да се растеретува, значи да се пренесува тежината од долна скија која сега моментално ја гледате. Гледате, нели? Дали го шерува видеото? Мислам ја го шерува. Да. Океј. Значи сега завршува завојот. И сега треба да почне значи новиот завој. Значи сега тежиштето треба да се префрли на наредната скија која сега е горна и да се почне нов завој. Телото прати, значи телото цело време треба да гледа према доле, према падна линија. Да се надевам дека ви е јасно која е падна линија. Многу ќе ви се разнесат работите кога ќе ги објасниме на снег. Многу е потешко кога се зборува и кога се гледа видео. Значи телото цело време треба да биде према падна линија. Сега доколку телото или рамена, осата, гледате, осата на рамената и на колковите, доколку повлечеме линија кај него, кај демонстраторов од Словенија, ево една права линија. Еве, може тука да се види, гледате. Ево една права линија. Сега, доколку овде има некакво непотребно движење, ќе се поремети целиот завој. И он пак ќе ги заврти скиите, но ќе биде погрешно. Значи, гледате, кога ќе повлечеме од права линија, значи, ќе се во иста линија, има ширина на колкови отприлика, има работа на коленото, значи скиите не се во В, значи не едната понапред, едната поназад, или доколку притисокот е на горна скија, може да дојде од тлизување на оваа брзина. Посебно тоа е случај на стрмен терен, на благ терен. Или доколку видите кога некој му се скиите му се во буквата В во завој при крајен заокрет, тој значи компензира, нема доволно притисок на долната скија. И компензира за да го заврти завој. Гледате, цело време грава телото према напред. Растеретувањето иде цело време према напред, преку врвовите на скиите. Значи, вежби кои што може да ни помогнат, мислам да ги спомнавме, да не ги повторувам сега пак. Има многу вежби. Ќе ги работиме кога ќе дојдеме на скијање. Сега ќе ви го пуштам последниот лик. Тоа е тесен ходник. И ова е многу битна работа, сега ќе го пуштам, значи секогаш да го завршувате, кога ќе го демонстрирате ликот за полагање, па ќе ви објасниме и кога ќе бидеме на снег, значи секогаш го завршувате ликот вака. Ќе го пуштам пак уште еднаш. Значи, кај паралелен завој или тесен ходник, како и кај останатите ликови, кои се оценува став, правец, растеретување, водење на скиите, ритам и која ширина е ходникот. Нормално, колку се бара да биде 4 до 6 метра, да биде краток завојот, треба
кратко да се завртат ските. Доколку се бара поголем радиус, треба да се запази подолго да се завртат ските. Не може да биде, кај овој лик мора да бидат идентични завоите. Не може да биде едниот завој 10 метра, другиот завој 4 метра. Значи, ставот е, гледате дека скоро ист кај сите ликови. Основен скијачки став, кај некој е висока, кај некој е средна прелазна позиција, скиите се во паралелен однос. Правец косо према падина, овде се тргнува право низ падина, затоа што не треба брзина, растеретување начини правецот, опружување на горе, напред и во правец на завој. Водење на скиите се воспоставува завршна фаза на завојот. Однос на свиткување, опружување, свиткувањето трае повеќе од опружување. Ширина на ходникот 4 до 6 метри. Паралелен завој или брзо вјугање, тесен ходник е потешкиот облик на паралелен завој и се изведува со позиција на скиите во ширина на колкови, како и кај другите ликови. Карактеристично кај овој завој, значи нагласено свиткување и опружување во оптимален ритам. Значи тоа значи дека имаме многу поголема амплитуда на движење на посебно на колената, правецот значи на свиткување и на испружување на телото иде многу побрзо. Значи самото тоа што одиме со поголема брзина и бараме да се работи, значи со колената многу побрзо. Исто така треба да има координиран увод на штап. Ми е грешно 10-12 метра. Завојот се изведува со отлизување на скиите. Теренот треба да е добро препариран, широк и умерено стрмен. Дури може да биде стрмен терен. Сега ова се некои од методите на учење, значи во спуст право, свиткување, опружување, ритам кој одговара без и со увод на штап. Правиме суножни поскоци со подигнување на реповите на скиите на цели скии. Се додава увод на штап, паралелен завој, тесен ходник со суножни поскоци, поврзување на паралелен завој со помала радиус. И така натаму. Само се вратам на презентацијата. Значи, гледате дека имаме, значи, потиснување повеќе на колениците, према напред и навнатре кон падината. Значи, овде скиите не треба да бидат наравник, значи, треба да има отлизување на скиите. Значи, треба да има остро движење со двете скии, но тежината да биде на долната скија. И да биде ритамот синхронизиран. Многу често се случува да не можат полазниците на семинарот да го контролираат ритамот. Најчести грешки, значи тоа што го спомнавме, значи вртиме со опашките на скиите. Ова грешки, значи скиите не се нарапува, важи за претходниот лик, значи за широк ходник, за сукување на телото, неповрзани свиоци. Неповрзани свиоци имаме доста често кај полазниците на тесен ходник, исто за сукување на телото, тоа се е заради компензација, несоодветно распоредена тежина на внатрешна дворешна скија, неконтролирана брзина, исто неконтролирана брзина. Се појава кој лик затоа што не може да се контролира брзината, не може да се нема доволно позицијата на телото не е поставена, нема синхронизација на работа со раце, колена во положба на триагол. Значи треба доста да се вежба овој лик, затоа што брзината е поголема и треба буквално да биде секој завој ист и контролиран. Корисни вежби, свиоци со клинесто оттрнување кон брег на рамници, поврзани свиоци со подигање на внатрешна скија, свиок со застанување, хокеј стоп, тоа го спомнавме, поврзани свиоци со рацете и стапчињата во водорамново предрачје. Тоа значи дека можеме да користиме стапчињата во многу ситуации, тргнувајќи од плужни завои до широк ходник, тесен ходник, вежбите се повторуваат и во основна школа скијање и во напредна школа скијање. Тука треба да бидете и креативни вие како инструктори, да користите вежби кои ќе бидат прилагодени на возраста, кои исто така нема да бидат монотони и ќе видите во зависност од дали работите со деца или возрастни, треба вие да процените кои вежби да ги користите. Некои вежби кај едни клиенти ќе ви бидат успешни, кај некои нема да ви бидат успешни. Затоа треба да бидете малку креативни и да ги менувате, да имате доста вежби во опсек.
Прво да ги пробате на себе, а потоа да ги пробате и на вашите ученици. Поврзани свијаци со раце преклопени пред гради на рамено, ова е без штапови, со рацете поставени на колкови, може со рацете поставени на врат, така натаму и така натаму. Битно е дека треба многу да се скија и многу да се вежба. Доколку има некои прашања во врска со било што, слободно некој може да праша или да каже нешто или да надополни. Доколку нешто јас пропуштив, се надевам дека не пропуштив. Може да го пуштим уште еднаш видеото. Пак ќе кажам, кога се видиме на снег, многу работи ќе бидат појасни. Јас многу не сакам вака да зборувам на Zoom. Значи, гледате, секој завој ист. Синхронизација на работа на раце и на колено, многу гибаат колената, скиите одат со отклизнување. Телото останува мирно. Гледате, во секоја вежба до сега, телото останува, гледате, право према нас. Го гледаме во компјутер, ако сме на компјутер. Значи, преку падна линија. И ние се скијаме само преку падната линија. Значи, завојот го водиме со предниот дел на скиите. Значи, мора скијата да влезе со предниот дел во завој. Доколку немате прашања, ви благодарам на времето, се надевам се разјаснија некои работи од мојот дел од предавањето. Нареден збор му даваме на Вуко, рековме дека, нели? Да. Фала, Куки. Фала на доброто објаснување. Се надам дека колегите го сватија се тоа што го објасни ти, убаво го објасни, убаво го разработи до детали. Како што кажа на снег, ќе видиме уште подетални и практично уште побаво ќе го сработиме. Малку пробивме од тоа што го планиравме за вечера, ама ќе ве замолам за трпение, уште 50 минути Вук да се вклучи и да објасни малку повеќе за мајс и за вечер ќе го лабавим. Вук, повели. Деки, фала ти 5, 10 или 50 минути, да не ги... Јас слушнав 50. Добро, ајде да не држам. Пред да почнам, пратив во чет еден линк всушност до ова видео кој што може на YouTube да го најдете. Бидејќи кочи малку и така натаму, имајте го видеото како викаат оче наш, имајте го видеото затоа што преку него всушност ќе ги имате сите ликови, ќе треба да знаете за сите ликови сега и најверојатно наредни неколку, можеби 10 години, затоа што веќе 10 години функционира ова. Не знам деки и Никола дали го споделивте, јас на само иницијативно, ама мислам дека се наоѓа, секако може да го најдат. Добро е да го на видеава кои што се снимени, ќе можете по името да најдете на YouTube, ама сепак имате тука во чат, така да искористите си го тој дел. Може да ми, или ај вака ќе направам, јас ќе ви земам ингеренци и ќе си направам, а не можам да земам. Чекај, можам, добро, ми треба шер. Многу кратко. Првен да прашам, дали има тука луѓе кои што се за обнова? Да. Да. Добро, деки не можам да направам шер, најверојатно затоа што ја не сум. Треба да ми даеш ти деки ја те направив тебе хост. Или не? Чекај, да. Ја правам шер. Да, окей. Имаме шер, така? Се гледа? Да, добри сме, супер. Добро, супер, се извинувам, мој проблем. Значи, има луѓе кои што се за обнова. За нив ова ќе биде повторување. Оставам на вас доколку сакате бидете тука или не. Мене ми е овој делов најбитен за луѓето кои што се првпат тука.
и они би требало да се запознаат со овој дел на мајс, кој што сакам да го испрезентирам. Океј, не можам да гледам. Сакам нешто да уклучам, но не може да гледам. Добро. Многу накратко, за тие што не ме познаваат, јас сум Владимир Вуксановиќ, моментално функција генерален секретар во мајс. Заедно со моите колеги успеавме да ја основаме мајс како едно продолжение од ова. Намерно стои овде линков, ако некој, мислам, слайдов, ако некој во некоја друга форма мисли дека може да ме искористи да добие некои информации, ова се тие работи со кои што ме поврзуваат. Сакам да кажам дека мајс е една природна форма која што се појави како потреба од посебен ентитет и е наследник на подкомитет за ски учители при Скијачка федерација на Македонија. Така да ќе објаснам за тој дел малку повеќе. Ова не должам многу за овој дел. Чисто еден брифинг, што беше кажано, многу битно, термини. Значи, гледате, постојано зборуваме за термини, ова е освежување за мене, но за тие кои што се прв пат тука може да е малку така напорно, но ќе ги усвоите термините, нема да имате никаков проблем. Овие се некои термини кои што успеав да ги издвојам и се однесуваат на баш ова. Значи, за кои ликови зборуваме? Ликови, зборуваме за ликови, што ние ќе покажуваме пред кандидатите. Значи, ликови на скијање. Јас да. Кире. Океј, изгледа дека не беше за мене. Значи, тие ликови ќе најдете многу информации за нив, користете го видеото кој што е дадено. Едно прашање за сите, дали скијањето е лизгање или е некоја посебна форма на движење? Што мислите? Ај некој од овие колеги кои што се нови прв пат тука. Дали скијањето е лизгање, трчање или скијање се води како некоја посебна форма на движење? Сака некој од нас тука присутните да ми помогне? Јас сум многу упорен, инсистирам на одговор и комуникација. И вклученост. Добро, ќе причекам. Ако нема некој од ниво 1, прв пат што слушаат, некој од тие што обновуваат. Дали скијањето според вас е посебна форма на движење или се работи за лизгање? Мислам дека е посебна форма на движење. Добро е, се осуди еден од вас, не гледам кој е, но дали ме слушате или имам проблем со интернет? Добар си, супер си. Добре, окей. Супер, инаку ќе требаше Дејан и Никола да ги прашувам. Скијањето е лизгање. Значи, ние се лизгаме постојано по падината. Многу интересно, размислете, ама ние се лизгаме. Така да тие се тие термини кои што ги спомена и Никола и Дејан, дека има одлизнување, зализгување и така натаму. Ние се лизгаме по падината. Долна горна скија ќе ги користите постојано. Дали е надворешна, внатрешна или е долна горна, зависно од позицијата во која сте поставени и ќе го видите тоа на терен, ама сепак терминиве се тие кои што треба да ги падна линија, одлично да му кажете на испитаникот на каде да оди, како да изврши притисок, дали на едната скија, дали на другата, значи притисни, стисни колениците напред. Врвови на скии постојат и опашки на скијот, анатомија на скии. Значи врв и опашка. Плук, направи плук, ти му викаш плук или и кажуваш на клиентката плук, не знаеш што е плук, ама добро направи клин, не знаеш што е клин, кажи одвои ги опашките, задржи ги врвовите споени и така натаму. Тие се некои терминологии кои што мора да ги имате. Едно нешто што спомена и двајцата предавачите е визуализација, затоа и видеото е пратено. Гледате го видеото, замислувајте. Не измислувајте, туку замислувајте што треба вие да направите. Имаме нашиот драг колега, председател беше на мајс, професор доктор Јован Јовановски. Он вели, застанувам пред огледало, визуализирам и пробувам да го покажам секоја позиција од ликот да ја покажам пред огледало, ќе отварам очи и ќе видам дали добро покажувам. Затоа што вие ако покажете клинеста состојба, кандидатите ќе покажат клинеста состојба. Ако положба, ако вие планирате да покажете карвинг свиок,
а покажувате плук, тогаш кандидатите нема да покажат карвинг свијот, туку ќе покажат плук. Чисто малку ова се извинувам кон предавачите, ама сакав една сублимација да направам за да не биде баук, туку едноставно дека овие работи во овие 5 дена будете да ги гледате, слушате, повторувате, играјте си со нив и нема да имате проблем, претпоставувам, нели, зависи од скијачкото искуство, нема да имате проблем за да ги совладате и на терен нештата, но за да дојдете на терен треба да бидете спремни за ова. Посебно визуализација на почеток, а понатаму при обука и овие другите моменти треба да ги имате. Овој дел ќе го претрчам на брзина, ама е многу битно да се каже. Значи, споменав, МАИС е некако континуитет на подкомитет за ски учители при Скијачка федерација, како се менуваа времињата и сакајќи да направим интернационализација на МАИС, мораше МАИС да постане свој собствен, унитарен ентитет или Сдружение на граѓани регистрирано во Централен регистар. Зошто? Заради зачленувањето во Интерски. Интерски е голема слика за ски и сноуборд, уствари, всушност, инструктори во снежни спортови. Тоа е правилното име, како што и асоциацијата е крстена, затоа што тука има нордиско скијање, алпско скијање, сноуборд, фрирајд скијање, сега вклучуваме и ски учители и сноуборд учители, ски учители всушност во кај лица со посебни потреби, значи тоа се сви инструктори во снежни спортови. МАИС е горда членка на Интерски. Од Интерски влегуваат ИАСС, ИФСИ и ИСИЕ. Тие се трите основни организации. МАИС е членка во сите три и во Интерски како четврта организација. Токму затоа мораше МАИС да биде посебен ентитет, регистриран во Централен регистар. МАИС е членка на Скијачка федерација, дури спомената во статут, колку што се сеќавам, затоа што е единствена организација која што се занимава со овој вид на обука, особено затоа што е интернационална обука. МАИС е директно поврзан со факултетот за физичко образование, спорт и здравје, затоа што изготвувањето на курикулумите, супервайзинг се прави од луѓе кои што се на факултет за физичко образование, спорт и здравје. Така да ова е цела една слика како МАИС функционира во Македонија. Во овој другиот дел сакам да кажам дека овие информации може да ги најдете на веб страната, ќе ви покажам каде, но битно е, добро е да знаете всушност што се случува. Ние шириме едукација, пробуваме да обучиме секого за да даде безбедна обука кон клиентите. Тоа е најбитната мисија на МАИС. Секој кој што дава обука да биде безбеден и да овозможи како втора услуга кандидатите бидат среќни. И sad дали е прва или втора безбедноста и среќата, тоа ќе одлучите вие, за мене се поврзани едно со друго. И не бадијала е ставено овој член од Законот за скијалиште, бидејќи во иднина, не дај Боже, може да се случи некој да ве праша на почетокот дали сте вие лиценцирани, да сум. Имате некоја легитимација? Не, немам. Тогаш имате проблем. Ја не ви верувам и не сакам да земам обука ке вас. Уште поголем проблемот е, што нас се случувало, дека луѓе кои што обдаваат обука нема поминато некаков филтер. Не дај Боже, кога ќе направат, ќе се случи некоја минорна повреда, тогаш многу интересно пред правните системи може да бидат ставени на тапет, затоа што давале обука за нешто за што не се обучени. МАИС овде декларира дека вие имате право да давате обука доколку го поминете курсот и доколку успешно го завршите испитот. Значи, овој дел ве молам имајте го во предвид и ние стоиме до тоа дека треба законската легислатива да ја почитуваме како давачи на услуги, нели? Кој има право да изведува обука? Овде е јасно и повторно според Закон за спорт, националните федерации се тие кои што издаваат лиценци, затоа на МАИС лиценцата постои и амблемче на Скијачка федерација на Македонија, затоа што ние сме членка на Скијачка федерација на Македонија, а сме под тело кое што работи на обука. Да, ова е делот кој што сакам да го кажам дека ние сме член. Супер, да, се надевам дека уште вака, не сум проверил искрено, ама знам дека има супер соработка со Скијачка федерација, иако нели 2022 година е статутот. Овие сите работи можете ги најдете на веб страна.
Уште еднаш, да, дури на веб страната, сега ќе се вратам ке Мезе, после ќе се вратам, ќе отидам на веб страната, може да ги видите и сите документи каде што мај се примена и кога е примена за рамноправна членка. Што сме горди околу тоа како ги штитиме ние кандидатите, кои што се членови на МАИС, мислам, имаат завршена обука во МАИС, тоа е дека секој оној кој што има успешно завршена обука и постанал инструктор во снежни спортови, има своја легитимација. Има на легитимацијата има баркод кој што носи до веб страната, кога ќе го скенирате носи до веб страната, значи една идентификација е легитимацијата, втора идентификација е директно mais.mk покажува и вашето име, покажува дека вие сте влезени во системот во тековната сезона и сте валиден или валидна инструкторка во снежни спортови без разлика дали е скиење или сноуборд. Секој инструктор треба да носи беч на униформата со која што дава обука и за оваа година, ова е стара слика, значи секоја година е ново знакче. На тој начин мислиме дека имаме нека тројна автентификација која што може да ни овозможи заштита, нели, да не објаснувам се Балкан, тоа и така натаму. Овој слайд сум го исклучил, ама чисто дека секоја година се прави обука, не навлегувам многу на него. Материјалите кај да ги најдете, веб страната е првиот медиум со кој што комуницираме. Понатаму комуницираме со Facebook и Instagram, се надам дека ги добивте тие информации. Значи ова се, пак кажувам, ова се информации стари, веќе запознаени се инструкторите кои што се ја поминале обуката, но малку интро за оние кои што сега се вклучуваат. YouTube каналот на МАИС, Кирилица, Асоциација на инструктори за снежни спортови, по фолдери се поделени, највака ќе направам, по фолдери се поделени семинарите кои што се аплодуваат, обуката и семинарите по години, че обуката која што е снимена, може да ги искористите материјалите и тука, нели, за да се доусовршите ако сакате. И ево овде гледам има едно многу интересно видео, Ѓурине Кучни Чаролие, каде што се објаснуваше подготовка и одржување на опрема за ски и сноуборд опрема, и тоа во време на корона, каде што Дифтери и Кире дадоа супер саат и 12 минути обука како се одржува ски и сноуборд опрема, така да ве мотивирам да го погледнете YouTube каналот и таму да си ги преслушате сите видеа. Ова е тоа што ќе биде лајт мотив во обуката и секогаш ќе треба да го имате како информација кога ќе почнете да давате обука на клиенти, на ваши роднини, на било кого, професионално, рекреативно, аматерски, како сакате. Значи, како да ги водам? Секое излегување на терен имам истото прашање, од каде да почнам? И тоа не е ништо лошо. Тоа значи дека размислувам и сакам да дадам се од себе. Како да настапам пред овој вид на група? Се смеат, не се смеат, мали се. Треба да ги замотивирам, врнежливо е. Врне снег, врне дошт. Уплатиле луѓето, сакаат да скијат или да бордаат и зошто не? Има магла. Сейфти. Прво, безбедност на патека. Каде да ги спуштам на патеката? Значи, у кој дел да почнам да се скијам? Тоа ќе го добиете како информација. Прв старт и возење на скилифт. Најголем стрес за мене. Ама ми се случило рекорд ми е 19 луѓе. Да, мислам дека минатата година беше рекордот. 19 почетници за 2 часа добија обука, точно час и пол, и следниот час, по пауза од 15-20 минути, следниот час успеав 90% од нив да ги стартувам на скилифт. Тоа на сите ни се случува, сите го правиме тоа. Не препорачувам неискусни ски и сноуборд учители да го прават тоа со 19 луѓе, ама можат со 1-2. Ако се искусни, најдобро е да почнете со еден. Кога во хотел, кога да застанам со скијањето или бордањето. Значи, овие се работи кои што секојаш треба да ги имате во предвид, затоа што вие ја правите безбедноста на терените. Вие сте првата линија, ќе ви зборува Кукици Ривири за ова, ние сме првата линија на безбедност. Ние сме тие кои што правиме да има безбедно скијање и бордање, ние сме тие кои што при некаква незгода на терен, ние сме тие кои што први пристапуваме и помагаме во тие услови. Ако ние не знаеме како се однесуваме, тогаш нема да знаат ни рекреативците.
Така да, овој дел, ако имате некои прашања дека се префалам на веб страната, слободно, оставам некоја секунда и го мотивирам да прашате ако имате нешто да прашате. Супер, само некој да ми потврди дали се слушаме. Да. Те слушаме, да. Океј, Минато. ова е медиумот со кој што комуницираме. Ова сега ќе се тргне брзо, нели? Како некој банерче, само да видам овде што има. Да. Кои сме ние? Мислам, ние сме заеднички, ама сакам да кажем еве мајско е. Овие делови кои што беа цитирани во следовите можете ги најдете тука. Слободно проверете си ги во некоја законска регулатива, дали се тоа тие закони, по наша информација се тие. Овде може да ги најдете како подлинкови сите моменти или миници или како се викаат записници од собрание, не од собрание, туку записници од состаноци, а најчесто собрание каде што мај се спомената и е примена за рамноправен член. Кога е мај примена во федерација и така натаму. На веб странава ова е исто интересно, затоа што може да ги видите информација за семинари, например предавања од 2019 година, па предавања од 2020 година. И така натаму можете да си видите, мислам дека од последниот нема, затоа што нешто ви не снимавме, ова ќе биде аплодувано денојда. Имате документи кои што се многу интересни, например, ова се линкови, може да пристапите до нив, е еден линк каде што Интерски прави некој educational hub и тука може да се најдат многу постери и многу добри пракси на, например, сега да не отворам, ќе отворам некој да видам што има, не сум го отворил одамна. Ова е meeting report, summary, така интересни документи се кои што даваат и некој вид на обуки, како можете да изведувате обука. Ski Easy апликација, можете да ја синете на мобилен, преку овој линк кој што е на мајс, ќе се вратам назад, ќе го видите, и има супер идеи за вежби, предвежби, објаснување на ликовите, значи како джепен прирачник. Тоа што е еден онлайн прирачник и интересно направено од факултетот за физичко образование во Ниш. Еве Ski Easy апликација и овде има два прирачници кои што се преведени многу одамна, но се уште вршат работа. Има многу вежби, предвежби, објаснување за ликовите, како да настапите со децата. И не само со деца, него со клиенти. Само да видам од овде. Овде има правилници кои што можете да ги проверите. Според оваа легислатива функционира мајс. Во документи, да, нешто Snowboard ID, Ski ID, добро, бордерите ги обожаваме, но они не сака да се држат со нас. На Андреја, кој ќе го слушне видео или Кира, ќе се јават веднаш. Во овој дел е четвртиот вид на автентификација кој што го правиме, каде што е базата на ски и сноуборд учителите по години. Од 2019 година мај изводи база за своите ски и сноуборд учители, па можете да си играте динамички едно прегледување да направите. Например, да видите 2019 година, еве за 2025 година сме имале вкупно 60 ски учители, сноуборд, инструктори во снежни спортови, колку од нив биле бордери, од нив биле 12 бордери, значи обновиле првпат ниво 1, првпат ниво 2, обновиле 5 и така натаму. Колку од тие 60 биле во алпско скијање, значи имаме разни видови на скијање, ние зборуваме за алпско скијање, кога зборуваме скијање за сноуборд. Можете да ги прегледате по нивоа, ако сакате, тие што имаат успешно активирано или се уште се активни во оваа сезона, може да си го најдат името и презимето тука, но можете да направите и лично досие по години, па например ајде вака, кој продаваше? Прв ќе дојде Дејан ќе дојде прв по име и презиме, Дејан Блажевски. Дејан Блажевски има легитимација на мајс од 2020 година, 21, 22, 23, 24, 25. Претходно Дејан Блажевски има од подкомитет за ски учители, значи овие видите дека екипа во е добро, мора да ги ставиме и претходно и тие, ама немам баш комплетна евиденција, но сакам да кажам дека само да видам овде колку излезе фото, негде ќе излезе, негде не. Ова е супер база која што можете да искористите и на тој начин се представувате дали, например, сте
валидни, не сте валидни, дали имате пауза некаде во некој дел например, не знаме, Вук да до 2000 имал пауза колегата, ама обновил пред минатата година, па минатата не обновил и така натаму. Гоце Петков нема пауза, Гоце прв пат бевме во Црна Гора каде што немавме и легитимации. Значи, овој дел можете да си го користите, тоа се наоѓа на веб страната на МАИС. Контакт знаете како да ни сконтактирате. Јас би застанал тука, не повеќе. Доколку имате некои прашања, молам, искористете не. Јас сакам да прашам за рокот за плаќање. Јас сум, да, супер прашање. Јас сум, многу почитувам системи и сега ќе се смеат другите колеги, и многу почитувам организација. Која доцна многу ми е непријатно. И сега во овој дел, може би осеќате да се смеам, ама ќе кажам, рокот за уплата беше до денеска. Така да, нормално е. Флексибилни сме, но имате во предвид дека сериозноста на вашиот пристап покажува дали вие, знаете, треба ние да се организираме и да знаеме, обуките на мај се отворени. На снег обуките не се отворени, затоа што мај издава бесплатна обука за ски и сноуборд учители излегува. Не можете да добиете ваква обука за средствата кои што се уплаќаат, тоа ми е јасно. И ние ова го работиме ентузијастички, никој не заработува во мај. Но, уплатата нас ни дава за право да знаеме со колку луѓе ќе работиме. И тоа е многу битно, дали ќе дојдат на терен особено. 1 инструктор, 3 инструктори или 5 инструктори, затоа што мајс тоа го чини доволно, многу. И сега, дали треба да кажам до кога е рокот за уплата? Јоаким? Не, јас мислев дека, негде прочитав дека денеска, ама не можев да најдам информацијата после пак. И денеска стварно не можев, не стасав обврски и нешто друго. И утре од сабање ќе уплатам. Не е проблем, барам дали имаме негде оставено, значи, кажав, видете, и не разбираме дека и сумава не е за секого прикладна, така да, ако дадеме рок во септември, пример, ако се објави во септември, јасно ни е од добра пракса, дека повторно последниот ден ќе се изврши платата или ќе се доцени неколку дена во 50% од случаевите од кандидатите кои што се пријавуваат. Така да, видете како вас ви одговара. Ова е Сдружение на граѓани, но заради логистика мора некако да знаеме како да се изорганизираме, така да не е грешка нешто се задоци. Иако ја кажам како функционирам и како би сакал системите да функционираат, но тоа е моја лично мислење. Некој друго прашање? Добро е за денеска 2 сати. Професор е доволно, мислам дека. Да, морам да се исклучам, да се извиднам многу. Утре може да се продолжи со прашања и со други активности. Ќе оставам на Дејан и на Кифла, ако сакат нешто да кажат, од мене ви благодарам. Имајте успешна обука и молете се снег да ни падне што побрзо. А ќе се договараме за термините за снег и ви најават утре да не дожеме сега. Поздрав до сите од мене. Фала Вук. Поздрав. Ќе биде многу краток, затоа што кажа стварно го продавивме терминот. За вечер ви се доволни информации, може би малку и повеќе од тоа што треба. Утре имаме едно интересно предавање, јас ќе ви говорам за работа во група, не сме го имали до сега во мај, значи утре прв пат ќе говориме за такво нешто. Практично ќе се обидам да го споделам со вас сето оно искуство што низ годините сум го собрал. Едноставно да се обидеме на некој начин да ви овозможиме полесно да може да работите со група. Значи, ако јас никој мене не ми кажал, него сум учил низ грешки и низ своје некој искуство заедно со некој од колеги дека што ги гледаме,
барем вие да не мора да го одите тој потежок пат, да пробувате преку полесниот пат. Ако нема нешто друго, јас овде би ја затворил вечерашната сесија и се гледаме утре во 19 на вечер. Мислам дека утре ќе бидеме пократки, нема да должиме толку. Ако е тоа, тогаш поздрав сите, убава вечер и се гледаме утре во 19 часа. Ајде, поздрав. Поздрав, убава вечер. Чао, чао. Поздрав, дечки. Поздрав, поздрав. Поздрав! Поздрав, поздрав до сите.